Тоа што државата најави дека гасификацијата во Источна Македонија ќе стартува од Штип, по автоматизам ги подгра надежите на населението кое живее во неблиските општини, дека може најевтиниот и најеколошки енергенс да стигне и до нивните населени места. Овој капитален проект детално е обработен во студијата за гасификација, на чија реализација се работи подолг период, а поволностите на општините во Кочанската котлина се во конфигурација на теренот, земјиштето низ кое ќе поминува главната траса и гасоводната мрежа. Од друга страна, предноста на Штип е во тоа што на само 3 километри покрај него поминува главната гасоводна мрежа. Освен тоа и главната мерна регулациона станица е во функција да може да го насочува гасот кон Штип, во отсуство на информации докаде евентуалната подготовка на потребните плански документации за гасификација во претходниот период се сведува на планираната изработка на документација за базна гасна станица, во која не се предвидени износи на средства. Дури нема најави дали истовремено ќе се работи и на план за детална мрежа за гасификација. А доколку овдешните општини сакаат да фатат чекор со административниот центар на Источна Македонија, треба да им посветат соодветно внимание на сите подготвителни сегменти за гасификацијата. Во делот на очекувањата на граѓаните со каква динамика и во кои рокови ќе се одвиваат подготвителните активности и практичната реализација на гасификацијата, може да се претпостави нивното учество околу приклучувањето на мрежата, ќе зависи од параметрите кои доправа ќе се дефинираат.